Министерот за надворешни работи Никола Димитров знаел дека Боки 13 преку посредник од штипскиот бизнисмен и почесен конзул на Латвија Зоранчо Митровски барал 2 милиони евра за помош која Боки ја понудил, бидејќи бизнисменот бил осомничен во случајот Поштенска банка и неколку други случаи на СЈО. Ова денеска во судот го тврдеа сведоците на обвинителката Вилма Рускоска за случајот Рекет. Непристојниот предлог стигнал од Боки 13 на еден состанок во еден ТВ, на кој биле кумот и адвокат на Митровски Сашо Бошков. Боки 13 и кошаркарот Владко Илиевски, сведочеше адвокатот. На истата средба Боки, пред да каже колку чини помошта за случајот Поштенска банка, на телефон разговарал со жена чиј идентитет Бошков не можеше да го потврди со сигурност. Во телевизијата Боки го запознал Бошков со Лазар, синот на Јанева. Парите не биле исплатени, а Митровски не пријавил ниту во полиција, ниту во обвинителство, плашејки се, откако што рече моќта што во тоа време ја имаше СЈО. Како почесен конзул на Латвија, тој побарал помош од нерезидентниот амбасадор на Латвија во Македонија. За понудата на Боки 13, амбасадорот на Латвија го информирал министерот за надворешни работи Димитров, тврдеше Митровски во судот. Потоа амбасадорот го известил преку порака Митровски да не очекува во иднина да го малтретираат од СЈО. Денеска во судот сведочеше уште еден бизнисмен од Гевгелија, Томе Главчев, и тој е осомничен во случајот на СЈО Поштенска банка. Рекет не му побарал никој, но рекламата што неговата фирма ја платила на еден ТВ кај Боки 13 чинела 100.000 евра. Опозицијата денеска побара кривична одговорност од министерот Димитров, бидејќи како што рекоа знаел за случајот Рекет, а не го пријавил. Судењето за Рекет продолжува в петок со сведочење на новинари вработени во еден ТВ, а потоа сведоци на обвинителството ќе бидат обвинители во специјалното јавно обвинителство, поранешни подредени на Катица Јанева.